Наместо за протести, кочанските земјоделци денеска се одлучија за поддршка на нивните колеги кои протестираа пред подрачните единици на Министерството за земјоделство во повеќе општини од државата. Тие шанса на субвенциите им даваат до петок. Како и останатите земјоделци во државата, и ние се соочуваме со сериозни финансиски проблеми и неможност квалитетно да ја подготвиме сеидбената сезона, поради доцнењето на субвенциите. Сепак наш став е да се воздржиме од протести и да се стрпиме до петок. Доколку дотогаш не ги добиеме парите, ќе се организираме и ќе излеземе на улица. Не информираат од Кочанското здружение на оризопроизводители Бело злато. Протести и поголеми собири немаше во ниту една општина од регионот. За разлика од истокот, во останатите региони дел од земјоделците излегоа на улица, барајќи итна исплата на субвенциите. Покрај повеќите ветувања уште пред 15-20 дена, дека првите средства се платени на нашите земјоделски производители, меѓутоа се до ден денес нема ниту дена стигнато на сметките на нашите земјоделски производители. Од 2015 кажах, исплата шо работа, немаме добини. Не се исплатени таквото. Проблемот е што и нема намера да се исплаќат субвенциите. Во тешка ситуација земјоделскиот производител. Ако овака продолжи, не само младите што заминуваат од државата, изеда и ние кои што имаме некои млади деца ќе мораме да спакуваме коферите и да заминуваме. Во меѓувреме од платежната агенција тврдат дека налозите од нивна страна се испратени и се чека на подпис од Министерството. Доколку подписот, а со него и парите не стигнат до петок, на градинарите од Струмица ќе им се придружат и оризарите од Кочани.